моментално значи имав доста прашања на интернет последниот период околу инвестиции, околу градење на инвестицијско портфолио и слично. Па затоа те поканив денеска да ми бидеш гостин и да продискутираме на овие теми. Прво, сакам да почнеме со некои стандардни прашања, да можеме да им објаснеме на помладата генерација, пошто видов дека обично ме следат луѓе од 18 до 25 години. Ако сме на нивно место, што може да им препорачаме на нив? Дали парите што ги печалат да почнат да ги штедат или да ги инвестират? Вака, Иван, фала уште еднашка за подкастот што ме покани. Баш добро време за млад човек, некој на 25 години кај што почува да работи, тамани да размислува за неговата иднина во периодот кога почува да остварува некои сериозни примања. Паметно е дел од своите средства да ги трга на страна, а и во почетокот на животот имаше еден од најголем дел на трошоци, претежно средување на домашен покрив на градата, стан, куќа, кај живее, осформување на семејство, така да планирањето на трошењето на трошоците и на приходите и начинот на кој што ќе штеди е многу битен баш во почетокот на животот, кога човекот почува да остварува приходи. Дали е подобро да се штеде или да се инвестира? И дефиницијата покажа дека S е еднакво на I. У превод штедењето е еднакво на инвестиција. Во превод секој пат викам штедењето е процес. Значи штедењето е начин на кој што ти викаш еден дел од парите ќе ги трнам на страна или не знам, ако имаш дополнителни приходи ги планираш тие приходи како од рентање стан, кири или некој проект добро изработен, па ги трнеш парите на страна. Тоа е еден вид на процес штедење. Додека парите ако стедат на свое место и не прават ништо, тоа е само обично штедење, пак ќе кажем, нема никаква улога. Штедењето секогаш на крај треба да биде водено во инвестиција. Значи парите никогаш не треба да бидат оставени како испланирани пари на страна. Имаме добар пример околу ова, значи Джим Кери кога го снимал филмот Глуп и поглуп, мислам баш го кажа како ситуација во неговиот живот, бидејќи он секогаш кога снимал филмови, за секој филм се отворил посебна сметка. И како што ќе се испазнала сметката, се одел на другата сметка и така си ги трошал парите. Се додека не го снимал Глуп и поглуп филмот и на крај, после трошење на сметките, дури после 2 години ја отвара сметката од Глупот и поглуп филмот што е сниман и видел дека на нејзе имал 13 милиони долари. Значи, дури он самиот се изненадил од тоа дека е заработил толку пари, не ги гледал. Никогаш не треба да го ставаме средствата сами да лежат и само да ги тргаме на страна на едно купче, без да им дадеме можност тие да генерираат екстра средства плюс. Јасно, пошто, инфлација имаме у текот на целиот период и таа вредност што ќе ја заштедеме сега после 20 години, посебно во периодов кога инфлацијските стапки се големи, така да влијае доста, но и секогаш треба тоа купче да се зголемува и тоа купче секогаш треба да се менаџира и да се управа најпаметно што може. Значи не е поентата само да трнеме пари за кола и додека ги собираме парите за колата, тие ништо да не работат. Значи некои луѓе планираат унапред 5-10 години и во тој процес од 5-10 години тоа купче што се собира секогаш треба да најде некоја примена додека не дојде вистинската потреба за тоа трошење. Некој го спомнува тоа како compound interest. Може ли да им објаснеме на луѓето што значи? Што сум видувал примери, баш ќе срчнам тука некоја дефиниција да ставиме, во суштина што значи тоа и што значи дали ќе почнат пример на 20 години да штедат или некој од 40 години да почне да штеди и инвестира. И што си што помалку почнеш, посебно во делот на compound interestот, значи временската рамка е најбитна. Значи колку е подолга временската рамка, толку поголем и приносот. Мислам, заработката и каматата, значи колку е поголем и каматата на некој начин. Ево може да види How does compound interest work? И ово е по години. Значи, со некоја стапка стандардна, треба да почнеш годишно да инвестираш одредена сума и цело време тоа да го правиш. И у суштина, како се дига правата те и помеѓу 40 и 50
години. Во првиот дел кога ќе видиш првата точка ти викат нели секој пат си тргаш некоја сума на пари и тоа ти генерира некој плюс приходи. Се додека не стигнеш до втората точка каде што веќе тие пари што си ги тргал, едноставно тоа купче почва да произведува многу повеќе пари него тоа што тргаш. И после тоа едноставно целата таа сума на Z варијантата на крај станува толку голема која што едноставно и твоите заработувања веќе не се толку битни колку што можеш да ја правиш. Мислам, тоа е и поентата на компаунд интерестот, да почнеш од мали нозе, да штедиш, да ги тргаш тие пари на страна, се повеќе и повеќе, за на крај во животот кога ќе станеш, не знам, во пензија, тоа купче што си го штедел цел живот на крај да го трошиш преку камата. Значи не да го трошиш да го јадеш купчето, туку од главниот дел да не го користиш главницата, туку да живееш од каматата што ја генерира. И тоа е најпросто кажано, значи младиот човек секогаш треба да оди на малце пориски инвестиции и да собира што е можно повеќе за колку побрзо го постигнеш тоа купче да генерира повеќе пари, едноставно побрзо да одиш и во пензија што се вика. Имам доста прашања, пример, од луѓе што ме следат и цело време ме прашуваат која е таа минимална сума што треба да почнам да штедам. Пример, да речеме, има луѓе што заработуваат 1000 евра плата и ме прашуваат, пример, дали месечно ако инвестират 100 до 200 евра би било окей или е малку? Има ли некоја дефиниција колку е малку, колку е многу? У суштина, нели, сакам да им објаснам дека процентуално тоа си оди. Не постои нека точна дефиниција, значи најчесто викаат нели 5-15% во однос на примањата што ги имаш, но не секогаш можеш да си дозволиш да речеме 5-15% или некогаш можеш 40-50% во зависност од примањата. Значи секој пат за секој човек е различно. Знаете, ако имаш, не знам, таа закупено стан и семејство, многу потешко е да се трнат пари на страна, но сепак треба да се држи некоја точка барем од 5% минимум да најдеш начин. Плюс не е само приходите од плата, значи начини на кои што може да се заработи постојат и од други делови кои што можеш да ги тргаш. Например, не мора да бидат редовни примања, може еднашка годишно да се случи нешто и тие да ги изменаџираш на некој поквалитетен начин да ги трнеш на страна. Значи штедењето е секогаш, јас викам, пракса и дисциплина што мораме да ја практикуваме. Затоа викам инвестицирањето е процес, штедењето е процес, те инвестицијата е веќе функција, значи веќе му даваш нешто на парите. Штедењето мораме да го имаме за да имаме инвестиции, инаку нема да имаме инвестиции ако немаме штедење. Да. Кажи ми пример, ти како правиш анализа на некоја акција? Акциите, значи секојаш викам пред да покажеме на пример што се акции, како функционираат. Ајде може да стартуваме од тоа. Пример, те сега ќе отворам да речеме на Yahoo Finance, ќе отвориме било кој тигер, кажи ти пример која било онака од Dow Jones 30 одбери било која. Океј, сега ме интересира пример некој сака да започне да ги учи овие работи. Може ли да им објаснеме пример што значат овие тука параметри од страната што се? Ти како би ги објаснил? Како би ги анализирал, види? Да. Значи акционерското, акциите се форма на кредитирање на фирмите кои што даваат право на управување со компанијата, значи на глас или на право на дивиденда. И на тој начин се формирани, значи како потреба од средства за компанијата да функционира. Компаниите издаваат акции во број на, нели, одреден број кои што имаат утре некоја вредност. Да. Вредноста, како да кажем со други зборови, освен Ворен Бафет најбо што ја објаснува е тоа како да имаш куќа и секој ден комшијата ти нуди цена за таа куќа, колку пари ти вреди. Да. Значи цената на акциите ја креира пазарот и понудата и побарувачката. Колку одредена акција е активна, мислам, е побарувана од инвеститорите или од луѓето што сака да имат, или колку таа генерира возврат, тоест генерира принос како заработка во дивиденда или во некоја друга форма направо е инвестицијската цел кон таа акција. Најчесто кога се прави анализа на акција, треба секогаш да биде акцијата која што ја познаваш, тоест си запознаен со бизнисот кој што таа работи, како познат си го видел, си го слушнал, значи не ти е нешто непознато, не се оди на слепа, туку имаш добри познавања. Постојат различни типови на акции, пак ќе кажем, кои што се мерат на некој начин. Инвеститорската култура
кога некој купува акции, сакам да кажем, има луѓе кои што се водени од желбата на пораст на таа акција, од value growth, како да кажем, од тоа што тоа ја генерира, или од акции кои што едноставно генерираат подобар дивиденден принос и се стабилни. Тие се малце помалку флуктуирачки на пазарот, но сепак генерираат некои стабилни дивиденди од, не знам, 2-3-4% во зависност од каков тип на акција. Така да, во зависност од политиката која имаме, значи како се пронаоѓаме во времето на нашиот живот, како се средствата, се одлучуваме какви акции сакаме да купуваме. Тука ни голема улога дали ќе одиме повеќе кон некои стабилни, понормални, како да кажем, пазари кои што се веќе стаблирани на пазарот. Да речем телекомуникации, не можеме да очекуваме некој голем експоненцијален гроз. Тоа е тоа. Едноставно тоа е веќе калемење на некоја камати. Тоа е една културна начин на добивање на некоја камата. Додека ако ја земеме Apple е се уште фаза на некој раст и ширење на своето инвестицијско портфолио, пошто се шират во делот на клаудот, не е веќе порано беше нели само компјутер, сега е клауд, така да тие се индустрии кои што се уште ќе генерираат големи скокови понатака и купувањето на таа акција, значи купување на идните приходи кои што таа акција би ги остварила. Да, ајде да пробаме малце по-пластично на луѓето да им објаснат. Зашо Apple вреде маркет кап 2,11 трилиони? Како? Кој ја определува цената? Пак да кажем, целта на тој што ја купува таа акција е за да чува на долг рок и не сака да ја продава. И на некој начин се намалува и понудата на таа акција и тој што сака да ја купи ќе пара поголема цена. Најпросто кажано, таа од делот на понудата и на побарувачката. Да. Од друга страна, пак Apple има можност да остварува многу поголеми приходи во однос на некоја, пак ќе кажам, конзервативна или веќе продажба на мастики, бизнисот е, нели, веќе пораснат. Мастики ќе се џвакаат, не дека нема да се остварува приходи во тој пазар, но едноставно не може да се добие двоцифрен скок, што на пример Apple би можел да го постигне во наредните години со низиниот развој. Затоа и подборувањето на таа акција е толку големо, инвеститорите не се толку желни да ја продадат и сака да ја чуваат во своето портфолио. Со тоа и цената расте бидејќи не толку луѓе се решава да ја продадат во тоа тргување, иако Apple има голем волумен баш поради таа активност, поради таа потреба, движењето е многу поголемо. Добро. Значи, пример тука, ако земеме дека earning per share е 6,11. Тоа у глобала што значи? Дека за секоја акција, за еден шер, они генерират 6,11 долари. Да. Тоа е earning per share. Дали имаме некоја друга дефиниција за да им објаснеме на луѓето? Значи, од вкупниот број на акции, тука не знам на Yahoo Finance дали го имаме вкупниот број. Од вкупната заработка делено со бројот на акции. Да. Вкупната заработка делена со броја на акции. Дали го имаме вкупно колку има оперативно у моментот акции? Мислам дека у апликацијата ти што ми ја покажуваше, дека го имаме, ај тука да го побараме тоа за да им покажеме. APL. Shares outstanding, само што е многу 15, скоро 16 милиарди. Да. 16 милиарди, па окей, она е веќе трилионска компанија, значи имаме 15,91 билиони акции во Optek. Да. Сега, дали тај број може да се зголемува и да се намалува? Например, што се случува Apple ако му требат свеж капитал на пари? Или у другата ситуација, ако Apple има превеќе кеш на баланс шитот, чувствува се дека акцијата му е ефтина, што ќе направи пример у таа ситуација? И тоа се веќе политики на компаниите, значи компаниите секогаш може да издадат плюс акции и да си откупат buyback. Да си ги откупат, да си направат buyback, може да направат и сплит на акција доколку смета дека акцијата е многу висока и не е толку актуелна на пазарот за помали инвеститори. Може да направат и спојување на акции, значи може и обратната варијанта да се случи. Така да политиката на акцијата сепак ја водат нели од собствениците на акцијата одлучуваат и борд директорите, они гласат. Директорите мора да помине низ
одобрување од акционерите, така да постои можност и да се зголеми, но и преку кредитирање, збораме преку користење на свежи пари од банк. Но сепак позајмувањето од акционери е секогаш поевтино него од користење кредити. Така да овие компании секогаш и користат со генерирање, кога се во ваков експоненцијален раст, користат претежно да се кредитираат преку акционери, бидејќи на тој начин стваруваат полесни, поевтини пари. Да. Сега, моментално пример, на Apple гледаме тука дека P ratio-то е 23. Што значи тоа? Price spend earning ratio-то. Значи, ја секогаш одам на најпростиот дел, earning per share представува, колку акцијата заработува од еден share. Од еден share. Да. Во ситуацијава е 5,6%, тоест 5,6 долари од акција која што вреди 130 долари. Значи, во ситуација ова ќе ти биде overvalue. Значи, во таа математика. Revenue per share представува бројот на кој што приходите кои што се остварени од Apple поделени по бројот на акции. И тоа представува 21 долар. Што превод компанијава, по некоја се смешна математика, треба да работи 6 години без да има никакви трошоци за да постигне цената од 130 долари. Сега, зашто Apple е толку value акција, иако се вакви параметрите, го покажа незиниот константен експоненцијален growth што го има во текот на целото време. Значи, Apple непрекинато расте во приходи, тоа ќе го видиме и после во извештаите. Во делот кога правиме споредба, на пример помеѓу индустрии, сегаш го користам се да ќе го гледаме Apple, ама да речеме имаме метална индустрија, да имаме продавница. Парите што ги има продавницата многу побрзо ќе ги сврти во однос на некој што работи во метална индустрија. Процесот е поспор и споро се вртат парите. Независно од големината на маржа, дали ќе биде 15 или 30%, кој колку заработува. Да речеме дека продавницата може има 5% маржа, но полесно ги врти парите. Тоа го гледаме преку gross profit margin. Тоа превод значи колку $1 инвестирана пара во Apple носи заработка. Значи тоа е некој 41% од тој долар. Тоа го покажува колку тоа усари придонесува во целиот тој период кога расте. Return of asset, return of equity, мислам има и други акции ќе ги црнеме после, кои што се, на пример, и market capitalization со цената на пазарната цена на акцијата и акцијата која што вреди, ја покажува таа математика. На пример, ајде малце ќе се вртеме сега од една на друга тема. Како влијае макроекономската ситуација моментална на сток маркетот? Влијае лошо, влијае лошо. Пазарните услови моментално во однос на тоа што се случува со инфлацијата, со зголемувањето на каматните стапки, паниката која влијае на берза, влијае да акциите паѓаат. Значи, ситуацијава со Русија и Украина кога почна веќе негде февруари месец, берзата константно бележи некој пат кој што не знам во S&P веќе. Да, за тоа го отварам пример. Да. S&P да го отвориме у последната година за да можеме па да го видиме целиот пат. Ама добро. И ако оставиме и Макс, па можеме да видиме каков има. Што се случува у овие периоди и дали можеме да кажеме дека ово се па идеални периоди за инвестирање? Секој пат на берзата предизвикува желба да се влезе, бидејќи секогаш се купува тогаш кога е ниско. Така да кога берзата паѓа, кога луѓето паничат, тогаш е најдобро да ги инвестираме средствата во берза, бидејќи очекуваме дека кога се врати ситуацијата, секогаш се ќе оди нагоре. А какво е пример твоето искуство од инвестицијскиот фонд? На пример, на мене кога се у најголем скок сите акции, тогаш сите ми пишуваат и сакат да инвестират и ме прашуваат за совети што да купат, кога да купат. А сега, пример, кој им кажувам дека сега е идеален момент, сите се како исплашени, како може да биде полошо, сега не е време за инвестирање. Кој е твоето гледиште на оваа ситуација? И паниката што се создава е таа што луѓето ги повлекуваат, чекај ќе почекам утре, ќе видам утре што се случува.
Значи, она кога е момент на распродажба, кога има попуст, тогаш ти да се купува. Значи, не се избегнува тогаш да се купи, не чекаш цените да додат високо и тогаш додиме. Ние имаме малци таков интерес и таков страв луѓето да кога се оди нагоре, тогаш се осеќаме сигурни, сакаме да влеземе, а тогаш кога нешто не ни е сигурно, се повлекуваме и не го прифаќаме ризикот. Тиако ризикот секогаш ги следи храбрите, но целта е да кога берзите паѓаат е најповолен момент за купување. Така беше и со ковидот, мислам историски гледано, секогаш берзите се враќаат, никогаш не успеале да берзите продолжат да тонат надоле. Да, тоа у некоја како финансиска депресија и некои тие работи што со неколку години, ама па се враќа. Бизнисот мора да функционира, значи економијата мора да се движи, било која, ајде да речем, политичка структура или држава или народ во кој што живее во народот што живее во таа држава има за цел интерес да подобри економската клима. Така да ние тежнееме што е можно и од оваа ситуација побрзо да излеземе со помалку болка, иако ни беше очекувано дека периодов ќе ни биде малце ризичен, дека инфлацијата се зголема и дека очекувано беше зголемување на каматните стапки, најавено дека и во наредната година ќе продолжат со зголемување. Така да го очекуваме овој турбулентен период и едноставно тоа е тоа, не можеме го смениме, едноставно можеме само да влеземе во бранот и да возиме. Ај малци финансиски пример. Ајде им објасниме зашо се зголемуваат каматните стапки и зашо тоа го праве, да речеме, Народна банка или ФЕД у Америка. Имаме голема инфлација и сега да ги дестимулираме луѓето за да купуваат. Дали е тоа некоја дефиниција? И тоа е, значи збориме зголемувањето на каматните стапки секојаш влијае за намалување на инфлацијата. Значи имаме премногу слободни пари на пазарот кои што моравме да ги ставиме за време на ковидот. Во тој период бидејќи економијата ни беше страв, што се случи во тој период? Во тој период спасивме економијата да не пропадне за време на ковидот, но ние не направивме спасување, туку само едноставно одложивме кризата. Да. Така да сега доаѓа моментот каде што тие пари треба повторно да се повлечат, тоа е да се одземат од слободното трошење, за да не може толку да се има понуда на пазарот, за да може да се купува. Да. И сега за колку процентни поени се качува цело време стапката? Од колку беше лани, да речем, каматната стапка, сега колкава е? За некоја паралела да направиме како се движи. Скоро да видиме во зависност од економија до економија, но еќе од 2-2,5% што беше регуларно пред година дена, веќе 4,475 се најавува, значи на секои 2 недели има некои корекции, тоа корекции не се некои мали од 0,2%, туку доаѓаат корекции од 0,7% на каматите, на заложувањето. Така да се очекува дека парите утре малце повеќе ќе вредат, на тој начин дека едноставно народната политика вика дека ја зголемува вредноста на таа пара, дека нема да биде толку лесна и ефтина достапна. На тој начин прашањето е само колку високо киде и колку брзо киде. Шокот денеска што се случува заради брзината на зголемување на таа каматна стапка, како што може да се види, банките уште не успеа кај нас во Македонија да стигне таа каматна стапка, а знаеме дека ќе стигне до референтната каматна стапка, која што денеска во Македонија е 4,75. Да. Таа си е диктира Народна банка и она кажува колку треба да биде, па банките според неа се определат. Сега, пример, ово е пад од 2008 година. Ај да им објасниме пример што се има случено од 2008. 2008 имаше рецесија, што викаат маркет бумот. После тоа да сакам да објасниме што значи рецесија, убаво да им објасниме на тие што не следат. Па може и сега побаво да објасниме. Ајде, па после да се префрлиме на тоа. Намалена економска активност што се случува на пазарот. Сега таа намалена економска активност во зависност кај се случува, во кои пазари, 2008 погоди делот од недвижностите, така да тој пат беше од тогаш причината зашто се случи тоа. После тоа излегува многу подруги проблеми, дека уствари банките на некој начин кредитите што ги даваат си ги препродавале самите на себе и покритие како немат за. Да, мислам тоа е продавање на побарувањето кое што го има дадено на кредитот. Продолжиле со зголемување на кредити, немало добра кредитна политика и мислам после се излегува сите тие проблеми, али баболот почна од цената на недвижностите.
таа криза беше неочекувана, да речем на некој начин. Економијата ја фати неспремно, значи луѓето не очекува и дојде ненадено. Ова денеска што ни се случува е веќе очекувано нешто, значи ние како луѓе во овој пазар веќе го следевме и знаевме дека ќе дојде, само беше прашање кога ќе дојде и со колку интензитет ќе се случи тоа. Очекувано е дека ќе биде пат, ги следиме тековните случаи, че следиме монетарната политика која што се бори со моменталните инфлацијски стапки кои што се предизвикани, така да ова можеби не е толку исто како да кажем, ова е повеќе слично со големата депресија, да речем од 40-тите години, 30-тите години што се случува во Америка, само што тогаш имало невработеност, а сега вработеност е се уште висока. Да. Така да ситуацијата е многу послична со тоа, него што е со 2008 година. 2008 година е ненадено случајно поради, не знам, премногу создаден меур од преголеми, недобро контролирани инструменти за тргување. Јасно. И тек компаниите, знам дека биле со ептен висок маркет кап, сите купувале тек компании заради тоа што уште текот е висок, значи некој 46% како се види го прави текот на берза, ги прават тек акциите, така да текот е се уште доминантен и се очекува дека и нареден период би останал да биде доминантен, бидејќи таму од инвестициите, таму се врти пазарот. Јасно. Ај да кажеме што е S&P 500. Сигурно доста ги интересира и да објаснеме овај индекс и зашо е толку популарен и што сушност представува. И да објаснеме исто што е ETF. ETF индекси. Значи вака, S&P е најпознатиот индекс што постои. Значи тие ги од Standard & Poor's организацијата ги одбираат 500 најголеми компании на пазарот, независно од која држава си тие. Не се најголеми, тоа го дискутираме претходниот пат. Туку најдобри или најпрофитабилни или имаат услови што можат да ги постигнат за да бидеш дел во S&P. Значи мораш да имаш остваруваш добивка да бидеш паблик, значи не. Да, ути знам Тесла имаше влезено по големина, нели, ама требаше и други критериуми да задоволе за да може. Не се фиксно на 500 најголеми според маркет кап, туку, нели, треба и да остварува приход, не може да е пример да води у загуба. Тргувана да има минимум број на акционери кои што се различни од држава, значи да не биде концентрацијата, пошто имаме кај нас големи компании во светот кои што се под контрола на државата, така да тие не можат да влезат. Да. Така да се од фри маркетот, најголемите 500 компании кои што исполнуваат услови кои што се тие доминантни. S&P е еден најдобар репер кој што се следи, мислам последно време многу интересен и сите го следат, бидејќи тоа е тој динамичен индекс кој што сите големи компании се собрани во него и оние се тие кои што движат економијата. Значи таму може да најдеш од секоја индустрија по некоја, најголема што е. Има доста и фондови кои што се оформени на S&P 500, тоа се сари Wanders Group кој што Vanguard кој што прв се врзува дека фондот треба да функционира на база на некој си индекс, на некој си бенчмарк кој што ќе биде. И затоа земен S&P 500 како еден од најактуелните, додека постојат и нели други ETF-ови што ги викаме, тие се кои што се врзуваат во однос на некој индекс. Значи, ова е еден од најпознатите индекси кои што го користиме како нели луѓето се најмногу запознаени со него. Да, и мислам и ради Уорен Бафет цело време спомнува дека некои паралели прави, ако не знам, у тајда година, те да видиме пример колку ако сме инвестирале да речеме у март 85-та, тама на 85-та година, и ако сум роден, значи $181 е бил индексот, а сега е 3800. Значи тоа може да ни каже колкав мултипла на парите ќе направи и плюс за тие години компаунд интерес што има и што ќе се зголемува. Самите компании во него се менуваат, ако го видиш списокот на компании кои што бил тогаш и компаниите што се сега дали 3 ќе најдеш или 4 исти. Затоа индексот S&P е многу добар бидејќи и компаниите во него се менуваат.
Да. Дали го препорачуваш пример на некој нов што сака да влезе, да кажем сега, маркето, да стави пари на S&P 500 или тоа е за постари луѓе? Не е за постари. Секогаш препорачувам дека треба да биде повеќе вложувањето во ETF-ови. Значи, според ме кога би ја правил некојаш политика што би сакал да инвестирам и каде да инвестирам, прашаш која индустрија најмногу те интересира, не знам, ако си за автомобилизам, имаш ETF-ови кои што се врзани со тоа. S&P се глобален пазар, исто кога да земеш у Македонија MBI10. Да. И купуваш 10 најдобри компании во Македонија кои што се на берза и тоа е тоа. Така да, не дека е ризичен, не дека е супер, иако имате доста од некои од аналитичари што се следот кои што вика дека тоа е бабл, кој што расте бидејќи, не знам, компаниите едноставно имаат големите компании поевтини пари и може да купуваат и преземаат други, али тоа дава стабилност бидејќи овој технолошки развој што се случува денеска доаѓа баш од S&P 500 парите. Значи тие вложувања што се во тие компании, тие се тие кои што создаваат нови производи или нови технологии и затоа подржувањето на S&P индексот од една страна ми гарантира дека во нареден период ќе расте бидејќи таму е тоа што се создава. Да, уствари правиш бет како на целата америчка, светска економија и у суштина ако цел свет не оде напред, тога и нема индексо само да се движе напред. Да. Нема да оди напред, така да затоа не убаво е за долг рок, посебно S&P 500 е нешто што е најбезбедно да се чува. Супер. Кажи ми, освен S&P 500, кои други индекси на тебе лично ти се допаѓаат и ги следиш активно? Имаш повеќе компании кои што користат индекси. Зборам, индексите се добри да ги врзаш во зависност од тоа како го секаш моментот. Зборам, како за време на ковидот, знаев нека медицината ќе оди напред, сега беше моментот дали ќе биде Pfizer, дали ќе биде Moderna, не знам, ќе купиш акција Moderna не успеа вакцината, ќе падне. Ќе земеш некој ETF со сите медицински. И затоа го препорачам и викам во зависност од одредениот момент најбоље да се купува тоа. Значи моментално цената на енергенсите растат, купуваме енергенси, значи ETF-ови се енергенси. Затоа го препорачам дека најмногу вложувањето во ETF треба да биде, не мора да бираме ние акцијата која е најдобра во, не знам, во енергетскиот сектор или која нафтена индустрија ќе извезе најмногу нафта. Доволно е да го купиме ETF-от и да го фатиме трендот да го следиме. Да го следиме. И затоа како препорака за сега што почва, микам да се почва со ETF-ови. Најбезбедно е и најлесно може да го разбере пазарот, бидејќи не знам, утре може да се случи, ако не прати толку често, не знае зашто акцијата му паднала или што се случило на пазарот. Како да си изберат вистинската акција, ако сами сакат да вложуват у акции, ти пример каков совет би им дал? Каков тип на акции? Тргаме ги сега на страна ETF. Ако не бираме ETF, сакаме малце по-ризично. Кој е твоја пристап пример за да навлезеш некоја? Не го препорачувам, препорачувам да се купуваат први ETF-ови фондови, значи тоа е добар почеток за да видиш како функционира пазарот, да ги осетиш тие движења на пазарот горе-доле, значи подобро кога некој друг те води по таа патека, ти пак ќе следиш и тек после кога ќе се осетиш сигурен и кога би имал дека веруваш сигурно во таа акција, тогаш би ја купил. Вака со совети не би препорачал прво нешто што би било да се направи купување на акција на средства, бидејќи види, да, не може да не се сгреши, може да се купат и добри акции, но сепак мислам дека за почеток треба да се користат фондови и ETF-ови како најбезбедна и најсигурна варијанта. Јасно. Ама, например, сега може на секој да му се случите некој да купе у септември и да почнат да паѓат акциите и обично таков тип на луѓе, да речам, ќе почнат да викат како ништо, џабе почнав да инвестирам, ќе ги продадам, и луѓето кога падне на, да речам, најниско ниво, знаат да ги продадат акциите. У суштина, тоа е треба нели да ги купуваме акциите кога се на ниска цена, да ги продаваме кога се на висока цена. Знаеш некоја тактика или нешто за луѓето да бидат
пуштени или треба да почнат да ги разбират работите за да знаат што се случува? Треба да се знае дека купувањето на акции или настапувањето на берза представа долгорочен процес. Значи не е тоа дека купувам сега за 6 месеци, продавам и за 3. Значи не треба да се водат и од шпекулативни активности, значи очекуваме дека ова ќе се случи и ќе купам или тоа секогаш може да донесе до грешка. Значи секогаш треба да се купиме, да се држиме кон стратегијата и да купуваме акции кои што на долг рок ќе генерира. Така да овие ситуации кога би се случиле, би се вратила акцијата назад пак како е квалитетна и би се држале до таа стратегија, значи ако сме ја купиле ја држиме затоа што очекуваме дека таа ќе генерира подобри резултати во иднина. Не треба да се реагира по паника, не треба да се реагира со желба за брзи пари, бидејќи ако се оди на тој начин сигурно ќе се случи брзо паничење, бидејќи го се ќе шпадат. Ја мислам дека обично кога се инвестира у нешто што не го разбираш, тогаш се случува паника. Ти не знаеш заради што паѓа, дали вистинските фундаментални вредности на компанијата се имат нарушени, дали е до макроекономска слика или било што. Например, јас сум многу спокоен од Тесла акцијата моментално што паѓа и дури сум среќен што можам да купувам сега по оваа цена. А имам пример некои пријатели што се испаничени и го гледат како крај на свето и мислат да продадат Тесла акцијата заради тоа што паѓа цената и вика готово сега. Илон Маск со Твитер почна да се замара и ова ќе го батале на крај. Ти како ја гледаш пример? Ајде да продискутираме и за некои типови на популарни акции како Apple, Amazon, Tesla или ти кажи некои што ти ги повеќе следеш, па да може да отвориме дискусија. Ајде вака, види, стравот предажно се случува кај луѓе кои што влагаат со поголеми суми на пари, зборам со сите заштедени средства влегува на берза, го фаќа после паника, не знае што точно прави. Затоа ти препорачам да не одиш сам на берза и на почеток ETF-ови за да го осети тоа, да го види како функционира. Што да видиш, например, Тесла на Телетрейдер, да видиш. Ајде. Тука беше. Трендот кај Тесла, како да кажеме на почеток, не се базира акцијата само на фундаменталните параметри. Акцијата може му дадеш вредност, например, кај дивидендните акции кои што ги викаме, кај што се креира цената по основ на дивиденда, е тоа во зависност колку тие пари денеска би вределе од дивидендата што би ја добил. И на некој начин цената оди нагоре во зависност од таа компанија колкава дивиденда испаѓа. Тоа обично Кока-кола е, нели? Кока-кола, значи тип на компанија кои што немаат growth, немаат голем, немаат value growth, но сепак имаат добар earnings, добар перформанс и едноставно ги наградуваат своите акционери и таа цена расте и се развива во зависност од пазарните услови. Значи тие се како најстабилни акции во ситуација на вакви пазарни шокови, луѓето бегаат нели се заштитат во нив, пошто посигурно е ќе продолжи да функционира етаблиран пазар и ќе се испаќа дивиденда. Тие имаат историја на испаќање поголема дивиденда. Тесла е нова компанија, значи релативно нова, збориме на пазарот со иновативна технологија која што е во експоненционален гроут. Значи ние уште не знаеме до каде ќе расте Тесла и со кои перформанси ќе расте. Проценката на инвеститорите и желбата ја прави оваа цена да биде која што е денеска. И таа беше многу повисока, мислам, од почетокот на кризата до сега Тесла мислам дека има паднате на 50%. Да. Пошто некој 300 тука беше, 340 се движеше. Пред сплито. Пред сплито да направи, да. Спрема 3 беше. Акцијата е се уште потенцијални. Таа се очекува дека ќе расти по параметрите кои што се гледа дека таа константно продолжува да го зголемува своето ревену, своето earnings да расте, бројот на возила што ги продава, технологијата што има е уникатна и тоа е таа предност што и дава на Тесла токава можност да расте. Тие се value stocks, претежно ги бираат инвеститорите и инвеститорите тогаш ги купуваат не со цел да се оствари дивидендна заработка, туку да се фати тој динамичен скок кој што таа акција го нуди. Тесла моментално има предвидено нели како гол 50% секоја година дека ќе им расте продажбата на
возилата. Значи оваа година ако достигне до 1 милион, наредната дека ќе биде 1,5 милион и така да им расте. Моментално последните 3 години они го имат тај гол постигнато, дури лани имаа повеќе од 60% некаде growth. И тука според ситуацијата што гледаме и моменталното PE ratio од 79, мислам дека моментално е и помало, не знам тука зашо дава толкаво PE ratio. Ама за разлика од другите автомобилски компании, ако кажеме дека PE ratio е 10, 15, мултиплаеро е 10 до 15, кај Тесла се трагува 3-4 пати поголемо. Тоа е ради тоа што инвеститорите очекуваат дека ќе има нели уште поголем скок, уште поголем growth и ради тоа се спремни да платат повеќе. Volkswagen, или групацијата произведува 65% од новите возила, значи на глобално ниво 65% од возилата што се продаваат се од групацијата Volkswagen. Тесла по market cap е повредна компанија иако продаат динамично многу помалку Тесла возила. Али тоа е тоа што ја прави бидејќи знаеме дека во нареден период очекуваме сите дека Тесла ќе продолжи да расте и дека таа ќе биде колата на иднината, дека луѓето ќе биде престиж да ја купуваат. Мислам, технологијата што ја развива Тесла е уникатна во споредба, не дека не може Volkswagen брзо да ја смени. Да, Volkswagen ќе се остане на пазарот и сепак ќе произведе електрични возила, но мислам дека лидерот во тоа ќе биде повеќе Тесла со нејзината технологија, со нејзиниот софтвер што сега го развива, така да Тесла е потенцијален раст. Тие се тие акции кои што се онака ги викаме ние високоризични акции, кои што не знаеме бидејќи не можеме да ги предвидиме, не можеме фундаментално да им дадеме значење на нив бидејќи бројките што ги читаме сега не значат ништо за Тесла. Тесла одиме само заради тоа што очекуваме дека Тесла ќе даде многу подобри резултати, се гледа дека тој пораз го има, но фундаментално се уште ни треба поддршка за тоа. Да. Се базира на шпекулација. На шпекулација, на прогнозиран раст. Да, на прогнозиран раст и на екзекуција моментално што гледаме дека добро екзекутират и дека тоа што го кажале, го исполниле и очекуваме дека тоа што го ветува дека ќе го случи, ќе се настанат истите работи, дека тој раст ќе продолжи да се движи. Од овие исто тука работи, значи можеме да забележиме колку е revenue per share. Тоа е за секоја акција колку пари влегува. А earnings per share е уствари приходо, едното е приходо, а другото е на македонски како се добивката. Добивката, да. Добивката е earningот, revenue-то ти се приходите што ги остварува. Book value ти е вредноста колку е она книговодствена вредност што се вика на акцијата кај нас. Тоест, таа кога би ликвидирала тотално акцијата, таа би вредела $10. Значи, вредноста од 150 е прецената за толку, значи реалната вредност by the book со колку го моментално колку има вредност. Да, е $10, али пазарот е проценува на 150. Тоа е таа вредност која што ја дава Тесла. Има акции кои што ќе се најдат каде што се дури под book value, да речеме, у таа ситуација, но тука треба да се постави прашањето зашто се паднати толку ниски, зашто се подценети, има ли развој, има ли некои случувања кои што треба да се следат, така да тие се тие акции кои што викам се прави поделба. Значи претежно фундаментално ги гледаме акциите кои што очекуваме да имаме некои добри добивки во нареден период, да очекуваме некои дивиденди и да работат на веќе постоечки изграден пазар со добар маркет шер, добри резултати на функционирање и имаме акции кои што секако Тесла, како Apple, кои што непрекинато растат и продолжуваат, бидејќи секој earning направен во Тесла повторно се враќа, значи она е сега во тој константен раст и се очекува дека ќе расте уште. Gross profit margin ние уствари профитната маргина, да речеме на секој $100 revenue, они имат 25%, значи $25. Секој доларче што е инвестирано, значи кога не би ја земал како акција, туку би ја земал како секој $1 инвестиран во Apple, ти носи 25% марж.
тука е тоа што го правиме споредба помеѓу други бизнеси, бидејќи овдека мораме стрикно да се вдржиме кон некоја иста индустрија таква, бидејќи Ајде да видиме пример те. Volkswagen со колкава маржа има, па според тоа да продискутираме, мислам шампион дека е Apple у профитна маргина. и во зависност од индустријата. Значи тука не можеме да тој дел не може да го следиме. На Volkswagen тикерот кој е? Знаеш ли го или? Или ај Toyota ако неки I пишете. couldn't find sugar in your music. Кој е ши? Авака, давали? Давај петка си. Ме фака срам, не знам што Не, бе, да супер. решам нешто. Toyota Motors со воли или? Второто одбелива. EX. Ова се различни верзии за Аха, на Франкфурт ни не погледнав. Key Statistics. Tego е. Значи, Toyota, пример, има профитна маргина од 18%. Да. Доста помало од Тесла. И значи инвеститорите и тоа го вреднуваат на еден начин, заради тоа што парите ставени у Тесла ќе им направат повеќе пари. Отвори Bank of America чисто за споредба да видиме како на пример други индустрии. Да, друга индустрија. Банките имаат многу повисок PSD, дури некојаш идат и со 100% маржа. Виде на пример акцијава тоа што го зборивме горе кај фундаментите, Bank of America како функционира. Значи book value има некоја стабилна дивиденда per share од 8%, движење нема големи експоненцијални, значи не може да има скок и пат како што прави Тесла од 50%, туку едноставно се движи во некоја граница од 15% пораст, така да Ама немаат growth. немаат growth. Значи, види, имаат growth само што не е двоцифрен, како да кажем, значи оној класичен growth од 3-5% што е нормален го имаат, али двоцифрен пораст го имаат само нели. Мада тука не знам овие податоци што се growth one year 97%. Можно ли е ова или некоја грешка е? И беше COVID маца па затоа има Може. поголеми резервации. Тука ако идеме на овие Ова си financials, билансите што ги видиш за акцијата. Тука можеш да гледаш колкав е асетот, дали расте, дали користи кредитирање, затвара долгови, каде повеќе би растеле трошиците, еквитито колкава е, во однос дали се зголемува или се намалува. И историјата таму можеш да видиш по исплата на дивиденди. Скоро доле кога ќе одиш. dividend per share. И се тоа што го зборевме на compound interest, може да го очекуваме во Bank of America бидејќи нели исплаќа дивиденда на квартално ниво што се вика, а Тесла се уште не Да, исплаќа. не исплаќа, туку луѓето што купуват Едноставно и за... чекат за уиднина да порасне акцијата, за да може да ја продадат поскап. Точно, и заради тоа цената е таа и се очекува да биде таа, пошто тоа е таа разлика, дека го имаме compound interestот да функционира бидејќи се исплаќаат, имаме некоја стабилност, имаме раст и во еден вид од тие акции имаме Тесла која што е, како да кажам, динамична, има големо движење, не исплаќа. Google е едно од тие кои што не исплаќаат, Apple мал, мислам, дивиденда исплаќа. И мала дивиденда. Apple е како беше или Apple. Тега. Ево financials. Најдоре. Сега per share зависи колкав е per share на Bank of America, сигурно е многу помал цената на цената во акцијата. некој 30 за разлика од Apple, нели што е повисока цената, затоа Да. али дава по-добра сигурност дека мисли на акционерите сепак испаќа дивиденди, види, тоа е трендот да продолжи да расте, ако можеш да го видиш прогресот како што Apple сака да продолжи да дава дивиденда и да ја зголемува во текот на наредниот период. Да. Така да и тоа дава уште толку поголема сигурност кај инвеститорите да ја поседуваат, бидејќи во иднина ќе продолжи да расте и тој сегмент. Ама они прават и многу buybacks на shares, како што знам Apple. Прават, види, тоа се случува по различни основи, така да некојаш да се влијае на цена, некојаш едноставно да се заштитат некои работи, да се превзема, така да тоа секогаш се случува.
Ама гледајќи тука earnings per share, значи од 2017 година кој е било $2.3 per share, веќе 2021 они имат 5.6. Така да гледа се колку гро. 15 колку да е $15-16 и на тоа имаме некои $3-4 дивиденда добиено. Огромен ревенју 229 милиона со 365. Ствари не знам ова дали вика in милион, ама како 229 илјади да не е. Не, во милиони е, така да тоа доаѓа милиарди. Да. Плюс уште 6 нули на крај. Кои работи може да им ставиме на луѓето, да им речеме ако сакате сами, те овие се добри сорсови за да учите. Гледајте ги овие метрики, гледајте на YouTube тие финансиски адвајзори, читајте ги тие книги, што можеш да им препорачиш ти? Има доста на пазара се, значи може да се најде доста јутубери што имаат, банките ги имаат јавно, значи ако се изгуглат некои познати странски банки, во делот на инвестмент ке даваат и ресерчи нивни, што они мислат, како мислат. За почеток нека почнат да ги следат, чисто не мора да влезат со пари. Може ли некој јутубери да препорача за да ги ставам после у description? Што ти си задоволен, пример, од нив, што прават добри анализи? Може, пошто ги имаме ставено на YouTube, мислам, фоллоуното, така, subscribe, така. Супер, ќе ми ги испратиш да ги ставам у description. На дневна база ги следеш или не толку често? Ги следам, мислам, идејата што ги објавуваат, претежно ги следам пошто се макроекономски види. Има и доста луѓе кои што треба да се препонајдат што точно сакаат. Имаме доста и дели трейдери кои што очекуваат дека купувањето на акции и водењето на портфолио требало да биде daily trading преку некои следење на чартови, движење на линиите, значи како ќе се оди. И тоа е стил, и тоа е вештина, и тоа е скилс. Ако тоа сака да го прават, има и такви доста јутубери што може да го следат. И имаат и јутубери кои што едноставно ти објасна политиката за толку рок. Значи треба да се препоради кој човек во кој дел спаѓа. Многу имаше прашање и за Форекс. И што е твоето мислење, пример, на Форекс? Ја конкретно не им го препорачувам на лајте, ти ми буквално како кладење. Форексот 2. Треба да ги следеш, мислам, работите ептен да си улезен за да знаеш. На некој почетник не би му го препорачал. Форексот е лимитирана заработката, зборима. Не очекувате дека некој валута ќе се зголеми во однос на друга валута за некој 15-20%. Да, доларот падна оваа година ради ситуација, али тоа е еден сен шок. Може би на времето пред 25-30 години додека не сме имале вакви брзи системи на поранување, може ли да се сочуваат некои разлики па да се фаќала некоја арбитража во светот? Во денешни услови мислам дека не постои можност. Имаме доста фиксни курсеви, значи врзани курсеви еден со друг, имаме добра монетарна политика која што ги следи, така да тоа што се лови таму е со некои многу мали проценти на движење на дневно ниво. Ама они користат па леверидж. Леверидж кој што од една страна те ограничува и ти го прави она игра со вочкица, или ќе оди нагоре или надоле, тоа е веќе коцка. Значи тоа е веќе плюс големите банки што си големите држави ја контролираат таа политика. Значи не можеш ти да знаеш за колку пипса ќе се зголеми во одреден момент, 30 секунди, 5 минути. Значи тоа е, како да речем, играње на апарати само што си во Форекс. Да. Ај, спомнавме го леверидж. Може ли да им објасниме што значи леверидж? Леверидж е позиционирање, значи на купување на екстра позиции кои што те кредитираат во услови каде што порастот или падот на цената не сме да резултира обратно од тоа каде што одиш, дали одиш short term или long term у позицијата. Значи ако одиш на долга позиција на растење, не смеш да падне повеќе од инвестираното, во зависност од тоа колкав ливеридж. Не знам колку добро го објаснив, али пробав. Ај ја ќе пробам, па ти ќе ме коригираш. Имам $100. Добро. Уствари, ја користам 10x leverage, значи тие ми ги прави он како $1000 да користам. Сега, ја ако ставам на некој тикер и го следам со тие $1000, у суштина,
Ако падне за 10%, ја ги губам сите мои пари и тука ќе ми застане позицијата. Да, ако цената на тие $1000 падне за $100, Да. ги губиш Да. $100. Значи твоето покритие е само еквитито во оваа ситуација. Како да речем бизнес, ти се кредитираш за да растеш. Да. Банката ти дава кредит толку колку што можеш да изгубиш. Во ситуацијата парите што си ги вложил. Играње со голем леверидж е ризик. Не го препорачувам никако на почетници, значи доволно е да се има само акција, да се чува, доволни се, пристојни се тие скокови. Ако сакаат после да се развијат, окей. Мислам, може. Пошто ако користиш леверидж, направи оваков пат, веќе ќе ги изгубиш сите средства. И брзо ќе се откаже. И да проба брзо ќе се откаже од леверидж. Па ја мислам дека имаше и некои статистики што најверојатно мора да ги дават у Европа, кога креираш акаунт, пример, на Interactive Brokers и Toro и слично, дека дава дека 80 или 90% од луѓето што се дојделе на платформата се изгубиле пари. Така да им е јасно на луѓето у што упаѓат. Тој риск е, да, и не се препорача, треба големо искуство за тоа, пак ќе кажем, не е тоа, туку така брзо пари ќе се направат. Може да го фатиш ти трендот и сето тоа, ама не треба да се користат леверидж, според мене. Доволно е само да купиш акции. Ај за маргин трейдинг, што некој пример ми исто прашува, за што да речеме, ќе паднат акции, некој мора да продава по ниска цена и акциите автоматски уште толку почнуваат да паѓат. Најверојатно и сегашната ситуација, како што одат надоле работите, на многу луѓе им се активираат маргините. Ај малце да им објасниме што значи трейдање со маргини. Нема потреба за тоа да им објаснуваме реално. Мислам, па исто како леверидж што го објаснивме, мислам дека да продискутираме околу тоа. Ја како што го разбирам е пример, пошто и јас сум користил маргини и Toro ми е дозволувало конкретно на Тесла да користам маргина, значи за, да речеме, $100 јас што ги имам, ми кредитира оно со 30%, ама вика, ако падне акцијата за да ти дојде до 60%, автоматски ти го затвараме тај трейд и мора да ги вратиш парите и другите ти остануват, заради, да речем, некоја гаранција. Да, али пак ја кажам, тоа се баш кладење. Само што се кладење на кој спорт. Значи, не го поддржувам тоа нито една гледна точка, пошто маргинско тргување со леверидж, своповите се користат, али се користат од институции, не од наши. Има доста арбитражи кои што се природни, не мора да ги користиме со маргини. Значи, секој што постои на пазарот, имаш сам да кажам, арбитражата се користи во регуларни денови. Регуларен пазар, кога Twitter се најави, нели Маск дека сака да го купи Twitter, каже повисока цена, така да искористија таа цена, не ти треба да користиш дополнителни работи. Тоа е само да те навлече за да се изгубат средствата, тоа е класична коцка, да речем на некој начин. И мислам дека добро е нешто да негде се држи пазаров, мислам, не дозволува многу да се игра и треба малце предпазливост во тој дел. Да, тоа сакам да им кажам, дека секојаш мора да се предпазливи, пошто некогаш ќе ги натера самиот маркет, ради тоа што имат маргина, дека ќе мора да ги продадат акциите. Ќе те натера, целта е на тоа, значи не го препорачувам во нито со маргинското тргување. Окей, да го ставиме, се збориме, маргина си ставаш цена, докако е добра, али не е од тој стил. Не мислиш на стоп лос и на... Да, тоа си окей, како параметри зборам, али... Го слушат? Да. Али не го осеќам тоа дека треба да се функционира. Маргинско тргување, тие работи, тие параметри се добре да ги искусиш и не да ги следиш. Значи, само да кажам, да ги искусиш, не е убаво да ги пробуваш, да ги знаеш само што постојат. Да ги знаеш како пример, а не како функционираат реално на берза. У Македонија, кои се провизиите, кој е законо, кој е даноко, тоа е прашање исто многу го поставуваат луѓето што ме следат. За тргување на берза? Да. Има банките си тргуваат, значи може да се отвори сметка кај нив, се купува директно кај брокерот, значи се кажува цена, го немам ова што го гледаме
моментално тргување, значи купувањето на акцијата се кажува со која цена се купува, поравнувањето е T+1, се отварат сметка, чувар кај нас, значи парите, акциите кои стигнуваат кај нас и банката ти ги чува преку посебна сметка. Доека тргувањето преку апликации изборимо од надворешен пазар, акциите се најчесто сместени, значи тие апликации се регистрирани во некои острови, Малта, не знам, некој Луксембург, Кипар. Кипар каде што се нели плюс ние сме non-EU compliance, така да многу е ризично според мене од делот на утре ако се случи нешто, тешка е комуникацијата. Вака банката тука ти гарантира, ги чува, така да таму се плаќа некој фи што е на месечно ниво, али како и да е, секоја банка има различни услови, може да се разговара со нив. Не се нешто големи трошоците, али безбедноста е на прво место. Плюс брокерот е тука, може да го добиеш, не може да се згасне апликацијата, како што гледаме тоа со биткоинот, што се случи. Добро, FTX они се нерегулирани комплетно од ово. Како го гледаш ти целиот тај дел? Слаба регулација. Тоа е, нели? Треба да се регулира убаво тај маркет за да може да функционира како што треба. Ти вака е. Ја не верувам дека наредните години нема да криптовалутите нема да дадат резултат. Сигурно ќе дадат резултат, али пред тоа потребна е регулација од државите, регулација на пазарот, кој смее да купува, кој смее да продава, како ќе оди тргувањето. Сега тоа е пуштено на слобода. И затоа се случуваат овие работи, пошто никој не ги контролира како целиот тој процес оди. Мислиме дека знаеме, но не е тоа. Значи, кога би имале таа регулација, ја верувам дека доста институционалци што се големи би влегле и тогаш би било многу поубаво место, али сега така, уште во матна вода, да речеме на некој начин, иако верувам дека во наредни периоди треба да се оправи тој пазар ако сакаме сериозно да ги спасиме тие средства што веќе се вложени таму. Не, ти како гледаш на целиот блокчейн и криптовалутата? Интересно ти е, има иднина у тоа. Мислам, надвор од ова сега што се случува со овие крипто exchange. И блокчейнот како технологија не верувам дека е измислен ради биткоинот, кој си постоел за порамнување за сите тие работи, значи како методологија сигурно се користела во светот. Идејата на тој што му тегна дека може да ги порамнува плаќањата на тој начин е тој што дава идејата да го направи тоа и како идеја е функционално, но пак може да најде примена во денешниот пазар, макар и да не биде тоа биткоин. Зборим, нели, што викаат некои држави ќе го прифатиме во нашата валута, бидејќи многу полесно кидат некои порамнувања на државата, на државни сметки или функционирање кога би се користеле на ваков систем, помали би биле трошоците. Така да, очекувам дека тој ќе најде голема примена, дали ќе останат истите валути, дали ќе се развијат, не, али очекувам дека ќе се развија тој пазар доста. Следеше ли ситуацијата со FTX крипто exchange, што се случи, за да им објаснеме на луѓето, пошто има доста прашања околу тоа. И тие што викаме матни тргувања, што се случуваат со брокерите, бидејќи не ги знаеш, не знаеш што точно он позадина прави, не се доволно јасни податоците што ти ги дава и условите, очекуваш безбедност, а во позадина компанијата си има слобода да прави нелегални активности. Регуларно во регуларен пазар тоа не би било дозволено. Да. Уствари, корисниците, ја како што разбрав, ги стават во exchange, ама место да си ги стават на нив ни cold wallet, да си ги изгледачат криптовалутите, они ги остават менувачницата. И уствари менувачницата си е играла со нивните пари и трошила нивни пари и они се станале до толку неликвидни со еден ваков пат на нивниот токен и Binance што ги извадил парите да им крахира целиот систем. Имаме доста платформи кои што функционираат, значи не само на крипто пазарот, туку и во акцијскиот дел постои тоа. Значи на фракционално купување на акција, на кој начин би функционирало ако не функционирало на истиот овој начин. Да, сличен е fractional shares, пошто не може они да ја купат акцијата ти само 0,1 да земеш. Така да има. Тие се тие работи кои што овие ти ги дава да функционираат под некоја регулатива, зборам, кај
FX во што се случи со коинот, таму немаше контрола воопшто. А во другите компании барем значи ти дозволува да користиш ист ваков метод, но има некои граници, параметри да колку смее да излегува таа апликација која што ти ја нуди таа можност. Која апликација или кој систем го препорачуваш за да го користат од Македонија? Банкарските. Нашите банкарски системи, иако е доста спор. Ние немаме систем македонски, али апликација како што може да се најде секаде, али безбедноста е пред се. Да, ма мислиш дека во Европска унија што постојат тие апликации дека се по небезбедни од македонските? Заштитата од регулација. Значи не дека таа апликација не може да дојде во Македонија и да извади лиценца и да ја понуди на Македонија, нека го направи тој, нека одговара на македонска регулација. Вака Ма ја повеќе верувам на некоја од Британија или од Германија, отколку ли на македонска. Се искрено мислам вака отворен мобет си прави. А ние мислам дека сме многу мал маркет и на нив не им одговара за да доваѓат и тука тие работи да ги прават и затоа повеќето од апликациите не се у Македонија, пошто он сега замисли покрива да речеме цела Европа и сега ние сме му како една трошка и сега да доваѓа он да аплицира и сите процедури да ги тера за 1000 души што ќе дојдат на апликацијата. Тачно, due diligence-ата е голем, трошоците се големи, а реално нема да ги извади парите кај нас. Апликациите не доаѓаат, ама пак ќе кажам, регулативата е битна. Ја сакам утре кога се случи нешто се повикам на некоја регулатива, на некоја безбедност што ми ја гарантираат. На македонските судови ти повеќе веруваш од европските. Не затоа, али знаеш, повлекувањето утре на средствата може да биде комплицирано. Ние пак ја кажам, не сме под европска юрисдикција. Значи да, кога би били во Европска унија, нема да ми мениме дали ќе бидам у шпанска или германска апликација, али кога се уште не си дел од Европа, знаеш, многу лесно може да те блокираат или било што се случи, тешко да биде повлекувањето на средствата, замрзнување на акаунти, значи се случуваат такви работи, имаме примери такви, не дека се случува често, али се случува и е тешко после да се објаснуваш за комуникација и сето тоа. Така да си има македонски брокерски служби, може да си ги користат банките по-безбедно, според мене не е некој голем трошок, единствено само што нема да кликаш на телефон, купи, продај, тука едноставно ќе го бараш брокерот и ќе му кажеш продај ги и полу и тоа е тоа. И најверојатно работи до 4 сата, берзата се отвара у 3,5. Не, си те рад, восменски си имаш, активни си се цело време. Кои од македонските банки или брокерски куќи работат активно? Ја мислам да не грешам, ама дека у НЛБ последен пат пред 2 години кога пробав да земам, дека таква беше ситуацијата, дека до 4 сат работеа. Не сум сигурен, ама мислам дека така беше. Иако било одамна и било ново, пошто нели тргувањето на странски пазари се отвори што се вика пред релативно ново време, нешто пред ковидот, што се вика година-две, така да требаше и време малце за развој, луѓето да почнат да купуваат, така да сега веќе мислам дека има поголема клиентска маса која што функционира, така да си функционираат изборам после 4 сат како втора смена тргувачи кои што го работат тој американски пазар на тргување. Супер. Колку е фито што се плаќа у Македонија, дали знаеш? Depending... Сигурно различно банки, различни институции, ама различно од берза која што би ја користил, која што би купил, дали би ти било европски пазар, американски пазар, така да тоа се разговара со брокерот, пошто сите имаат различни суми, различни канали се тоа на тргување. Зависно со типот на акција, пак ќе кажам количината која што би се истргувала, цената се праша од кај нив. Јасно. Колку дали се плаќа данок, колку и која е процедурата? Моментално не се плаќа данок до данок на капитална добивка до 2024 или до колку беше? До сега. До 22-23 веќе почнува. Капитална добивка се плаќа, значи на заработеното ќе си платиш капитална добивка. 10%. Од 1 јануари почнува тоа или? Да. Единствено доколку средствата не ги чуваш подолго од 2 години. Што значи ако ти влезеш во берза и тргуваш и парите ги чуваш во берза повеќе од 2 години, ќе бидеш ослободен од таа капитален данок, но доколку го направиш тоа нели пред време би плата. Се види ова е ново, зборам уште не е изгласано. Значи ова е само предлог одлука.
така да ова зборим може ќе се смени до дека Ја како што знам последен пат пишуваше дека данок на капитална добивка е 10%, но дека до не се сеќава в која година, вили 23-та најверојатно е било, прави јануари, дека после тоа ќе продолжи да се сметат тие 10%. Сега не знам само под кој услов. Средствата што ти се веќе вложени во берза не подлежат. Тие што ќе бидат вложени од наредната година ќе ти подлежат на таа капитална добивка. Тоа значи Со тоа што ако го изгласат и плюс нели збореме дека ако 2 години ти стојат парите дека повторно си ослободен од тие 10% капитална добивка. Да останат на пазарот, за да се сметат како инвестиција дека да ги вложат и тие работат. Јасно. Која е процедурата, пример? Луѓето купуваат акции, дали од странска, дали од македонска берза. После ги продават. Дали треба некаде нешто да пријават, што треба да пријават, пример, УЈП, дали таа процедура е, знаеш да ми објаснеме, не ја знаеш у Тоа Рипе го тоа праша. детали. Добро. Не го терам. Чекај само да видиме. Душан, снимај се таму, не ли? Нема проблем, да не те прашувам. Ај ти кажи некој прашање вака, поминуваме теми, на мен ми се пример јасни неговите работи и си дискутираме на тема, ама ти пример како почетник, што те интересира, што не ти е јасно за ептен општи прашања да му поставам? Тук со банките ми изгубивте, пошто, например, со апликациите ми е малку појасно како би дело тоа, нели поопипливо ми е. Симнам апликацијата да направим. Аха. Процедурата не ти е јасна ако сакаш да почнеш да тргуваш у банка. Да. Ајде одеме на тоа прашање. Која е процедурата за да купиш акции од банка? Да ја извоземе од почеток до крај. За некој точно што не знае. За апликација знаат. Симнат ја апликацијата, регистрираат се, остават податоци. Тука како е? Си одиш во експозитура, одиш кај работениот на шалтер, кажеш дека сакаш да купиш акции, ти отвараат сметка, ако немаш трансакцијска сметка, ако не подполнуваш отварање на брокерска сметка кај нив, ако ги имат податоците лична карта, подлежиш документ фатка кој што реално пак го имат собрано банките претходно од тебе ако веќе имаш отворено. Така да процедурата е многу едноставна, се подпишува договор и тоа е тоа. Зборам, тоа го завршуваш на самиот шалтер, разговараш со брокерот и тоа е тоа. Со брокерот телефонски разговараш? Да. Предпоставам. Не го работам тој дел со брокерите, мислам не сум брокер во банка, али така иде редот. Значи тоа може да се консултираат со нив, они ти дават пристап македонска берза, странски берзи, со нив се консултираш кое време како купуваш, која е минимална количина, пошто и таму има некои лимити во стилот, знаеш, не можеш да купуваш акции со 500 евра, не иде, така да треба некои поголеми суми да бидат. Тие работи се разговара со брокер, значи пред да се отвори сметка, сепак е подобро да се разговара со брокерот, па после тоа ќе тупате што и како и што е најдобро за вас. Океј, у description пример ќе ставам ја ако искомуницирам со некој од брокерите, за да може да ставиме директно на некој корисник ако сака да исконтактира. Ај кажи ми сега конкретно за твојата работа у Generali или како се точно Generali. Моментално која позиција работиш, што точно работиш и малце кажи повеќе информации за луѓето што би сакале да инвестират у некој фонд. Испушимо на цигара пред. Ајде, може. Катни го ово, па пак ќе го пуштиме да... И Generali е друштво кое што управува со фондови. Групација е една од трите големи во Европа финансиски институции. Скоро сегде се во Европа влезени, во 2019 влегува во македонскиот пазар. Од тогаш натака има голем раст на желбата од самиот народ да инвестира во ваков тип на инвестиции. Така да пристапот е едноставен за луѓе кои што едноставно не сака да се чукаат главата во тоа што и како треба да се купува и како треба да се води, едноставно го ставаат тоа на луѓето кои што го работат тоа. Едноставно ги плаќаат средствата, немаш некои ограничувања колкави износи треба да се користат, значи колку можеш да трнеш месецот е доволно за пристапување во фондот.
си има апликација преку која што ги следиш средствата, достапни се во било кое време, значи повлекувањето на средствата е возможно во било кое време, немаш некои ограничувања во делот на годината, колку време треба да ги чуваш и се до тоа. Се фаќаат некои пазарни услови во стилот, не се бркаат некои екстремни скокови од 15-20%, тоа се некои умерени динамични движења на пазарот кои што ги водиме, така да за нормални луѓе културно е да се има одреден степен на своите заштеди средства во инвестиции како што се фондови. Океј е да си имаш и акции, океј е да си имаш и недвижност, океј е да се купуваат и други форми на инвестирање, али доволно е да имаш и како S&P што е индекс, доволно е да имаш и некој таков фонд кај нас, дел од средствата да ги чуваш во вакви инвестиции. Пред се заради пласманот во акциите, пазарите, диверсификацијата која што нудат фондовите, значи не е тоа изложеност на маркет и пазар толку голема и дека средствата се чуваат од државата која за нас се мислам дека не е безбедно нешто. Имате еден фонд или имате некој поризичен, понеризичен фонд? Имаме 4 фонда моментално под управување. Значи фондовите ни се топ брендови, BRIC кој што инвестира во Бразил, Русија, Индија, Кина. Русија моментално не е исклучена поради случувањата што се случуваат во тој пазар. Така да го имаме паричниот фонд. Паричниот фонд е нешто како класичен депозит, значи тој не вложува во акции како што сега, тој вложува во обврзници и депозити. Солидни се каматните стапки како на некој годишно ниво да ги орочиш, може да ги повлечеш во било кое време да ги ставиш пак, значи таа можност е секогаш присутна. Така да претежно го користат правни лица или лица кои што едноставно имаат предвидено пари да ги трошат за некое брзо време, зборам рок од 2-3 месеци, па наместо да стојат на трансакцијска сметка ги ставаат во паричниот фонд. Другите два, кои се? Другите два се акцијски, значи топ брендови кои што ги купува најголемите компании, значи во најголемите, значи геополитички се поделени, во различни држави купуваш blue chips акции, значи најголемите компании во индустриите во кои што функционираат и на некој начин го бркаш тој глобален пазар на движење, како што се движи глобалниот пазар, така резултира и топ брендови и имаме нова EU која што инвестира во балканските случувања, така да тоа е тоа што го имаме. Со македонски акции тргува се или не? Македонски акции не поседуваме во портфолијата. Успоредба со S&P 500 ме интересира споредба вашиот фонд и S&P 500 у последните, да речем, 4 години. Се види. Подобри сте, полоши сте, која година како ја завршивте со колкав процент? Можам да кажам дека S&P кога падна некој, тука беше 33% кога имаше пад, ние доживеавме пад од 8%. Флексибилноста на фондовите е тоа што посебно за топ брендови дека имаш можност да инвестираш и во депозити. Така да тој пат кој што нас не беше веќе предвиден, што викам, ние го очекувавме дека економскава криза ќе се случи, дека го очекувавме, го капитализиравме на некој начин со депозитно портфолио. И на тој начин успеавме да акумулираме падот, што значи дека тој што би инвестирал во S&P има пат од 30%, преку инвестирање топ брендови тој пат ќе го осети некој за 8% пат. Значи таа политика на активно водење на фондови е понекогаш поисплатлива за почеток, за да се осети што и како функционира и после да знаеш во кој момент е добро да се влегува на берза, во кој не. И скокот пак ќе го фатиме ние, бидејќи нели берзата кога ќе се врати, ние повторно тие пари пак ќе ги ставиме во акции, али поедната тука е тој момент, сега се влегува на берза. Така да мислам дека да не видам дека ќе го постигнеме, ама мислам дека може да го наминеме S&P 500 во зависност од пазарните случувања како ќе се одвиваат. Колку фи наплаќате на луѓето што доаѓаат кај вас? Ние користиме влезни провизии кои што варираат во зависност од износот кој што се користи. Излезните провизии не ги користиме, другите трошоци кои што настануваат по основ на работењето на фондот ги покрива самиот фонд. Значи тоа што го добива клиентот е чисто нето вредност. Јасно. Ако некој сака што не гледа да отвори
сметка кај вас, која е процедурата, мислам, цела која... Да се јави или да пише во General Investment, значи на веб страната или на телефоните на General, тука сме, значи ќе разговараме во тоа колку и како може, кои се неговите планови во иднина, за на некој начин најоптимално да го прогнозираме тоа штедење, кој што ќе му одговара на него и ќе го види тој прираст што треба да се оствари. Значи, освен тоа, нудите и помош, да кажем, советување на клиентите, идни што треба да дојдат. Бидејќи најдобро е да се знае што се влегува, како се влегува, да се запозне со ризиците, со предностите што се случуваат на пазарот и во одредена доза која што е за него разбирлива и прифатлива да влезе во ваков пазар. Значи, да не биде тоа чисто купување затоа што сите го прават, туку доволно добро да разбереш што правиш, како правиш и да влезеш со таа доза кога ќе бидеш сигурен, може и повеќе, али доволно е за почеток да се разбереме што работиме, ние како работиме и како тоа функционира. Супер, фала ти на одвоеното време и баш би сакал нареден пат да седнеме. Те сега, например, идат earning calls после први, ќе почнат, па може некош да продискутираме комплетно некој earning call и да им покажеме на гледачите што не следат како изгледа некоја компанија, кои податоци ги дава пред нивните shareholders. Фала ти на времето. Фала Иван уште еднаш на подкастот и се гледаме повторно. Да.